Опкружен со живописна природа важи за Дом на гостопримството, град каде се негува со животот како висока вредност, познат по превкусната баклава и бурек. Ова се најчестите асоциации на кои секој ќе се сети кога се споменува Гостивар. Граѓаните генерално се сложуваат дека првиот град на Вардар е мирно и убаво место за живот. Но кога станува збор за економијата, вработувањето и иднината на младите, размислувањата и ставовите не се толку оптимистички. Така покажа анкетата што ја направивме со гостиварци, кои одговараа на прашањата: каква е живеачката во Гостивар, што му недостасува на градот, има ли доволно перспектива за младите? Градот е супер, значи животот ние во Гостивар супер се го имаме, живееме сите, значи заеднички, имаме слога меѓу луѓето, супер е се, навистина. Само ова со пандемијава нека се прекине веќе, зашто редно е, доволно време беше. Тоа што бегаат младите, значи треба веќе да се зголеми платата основна на луѓето, значи да имаме ние младите желба и волја да останеме тука и да работиме, ради тоа што ете платата се уште нема некој зголемување, а има значи скок на цените на храната, значи и општо сето тоа треба да се промени за вистина да имаат младите желба да останат тука. Не знам да ви кажам, тешко фабриките се затворија, кои како се снаоѓаат приватно, многу отидоа странство, без разлика македонци, албанци, турци, кој стаса сите се замина, да ви кажам. Кој Хрватска, кој Германија, кој и така. Па нови работни места секако е една фабрика доломитна работи, таму има 100 луѓе запослени и сите трговија, од трговија не се живи. Треба некој да производи па да се живи, то трговија не се живи. Тоа е и заната, фала Богу, се градат згради, па тука имат и водоводжи, и струјаджи, и тие работи си работат и така. Друго нема, фабрики немат. Тоа е. Добро, му фалит економијата, му фалит. Немаштијата. Тоа е. Види, цените водат нагоре, платите туја, пензиите туја. Како? Немат. Имат луѓе што немат леп да јадат. Тоа е. Ред и поредок, дисциплина. Разбираш? Јавно кажувам, од овие партии страда народот. Под туѓи влијанија, плюс играчи имаме разноразни. Ние сме заминале како постари. Ми е жал за вас помлади. Разбираш ли? Без соработка, без комуникација, без заедништво нема ништо, нема среќа. Ни во куќа, ни во општина, било каде. Јас сум направил 300 чуда во мој родно место. Немаше ништо. Водовод, телефонија, канализација, патишта локални, сум организатор, се фанам ево пред вас. Бегаат, па и јас како младиш побегнав. Бев во странство. Реши стоја стамбено прашање, не пружив рака никому, сум донесол пари овде, го почитувале, не го почитувале, тоа е на генерацијата што била на власт. Па немаше решение. Што да правам? Барам решение, не овде, на Марс ако треба. Ако има услови. Ме разбира се, тоа е тоа. Корона кризата со која живееме речиси година и половина дополнително удри врз економијата и семејниот буџет. И Гостивар не остана поштеден од пораст на невработеноста и затворање на приватни бизниси. Листата на невработени порасна до 10.557 граѓани, од кои голем дел се од помладата популација. Надеж за подобро утре и економско стабилизирање сепак даваат последните примери на реобнова на дел од фирмите, главно мали и средни претпријатија, како и најавите за нови бизнис инвестиции.